Според новите измени на Законот за социјална заштита, сите правни субјекти кои работат како старечки домови имаат рок до 30 септември да поднесат барања за трансформација. Продолжување на рокот нема да има, а по истекот на овој рок Министерството за труд и социјална политика заедно со Државниот пазарен инспекторат ќе излезат на терен и против оние правни субјекти кои нема да направат трансформација ќе бидат превземени соодветни законски мерки, меѓу кои и одземање на дозволата за вршење на дејноста. Истовремено, Министерството за труд и социјална политика сака да извести дека пролонгирање на овој рок дополнително нема да има. Крајниот рок е 39. Од 1.10. повеќе нема да може да се поднесуваат барања за трансформација, со што постојните правни субјекти ќе мора да бидат ликвидирани, односно да престанат да постојат и да се регистрираат по новиот закон за установи, односно согласно Законот за социјална заштита. Доволно е само правните субјекти да поднесат барање во законски утврдениот рок, а потоа дополнително ќе се обезбедува документацијата која е потребна. До сега трансформирани се 9 правни субјекти, а за 7 процедурата е во тек. Кај нас функционираат околу 50 вакви установи кои треба да се трансформираат и да добијат лиценца со која се потврдува дека ги исполнуваат соодветните услови за вршење на дејноста. Не може еден правен субјект кој што сака да биде старски дом да нема елементарни услови во рамки на просторните услови, капацитетите за сместување. Јас разбирам дека во тргата за профит секој сака да оствари што поголем профит. Меѓутоа во конкретниот случај не станува збор за експорт импорт на производи, него станува збор за грижа за стари лица. Станува збор за една исклучително специфична активност. Министерството за труд и социјална политика најави дека по 30 септември ќе излезат на терен заедно со Државниот пазарен инспекторат.